Председател, почитувани колеги, на оваа седница како точка од дневниот ред го имаме и Законот за урбанистичко планирање, кој што мора да кажеме дека предизвика навистина големо внимание во јавноста, кај граѓаните, во фелата, невладиниот сектор, а богами и кај нас пратениците. Денес го поставувам прашањето: зошто владата, зошто министерот за транспорт и врски го прават ова, односно сакаат овие измени да ги протуркаат буквално насила? Зошто велам насила? Заради тоа што законот е пуштен по скратена постапка без да биде вклучена јавноста. Почитувани колеги, јас би сакала да ве потсетам, односно ќе се вратам само за година и 3 месеци наназад, кога се донесе комплетно ново законско решение, односно нов закон за урбанистичко планирање, и ова го правам заради тоа што бев дел од работната група која што работеше на овој предлог закон, работна група која што беше составена од пратеници, тогашниот министер за транспорт и врски и представници на Министерството за транспорт и врски. На законот работевме буквално 8 месеци. Во Собранието на Република Македонија се одржа јавна расправа на која што учествува голем број стручни лица. На таа јавна расправа имаше навистина огромен број на забелешки, кои што забелешки пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата ги преточи во амандмани. Исто така амандмани има и доми, други пратеници во тогашниот парламентарен состав, од кои што најголем дел беа инкорпорирани во законското решение кој што и во моментов е во сила. Почитувани колеги, ова беше првиот закон кој што заедно го работеа власта и опозицијата. Зошто ќе речам заедно го работеа? Заради тоа што со поднесените амандмани и на таа работна група беше сменет можеби повеќе од 3/3 од текстот кој што претходно беше испратен до Собранието од страна на Министерството за транспорт и врски. И начинот на работа, а и донесувањето на законот, ќе потсетам дека тогаш беше поздравен буквално од сите меѓународни институции кои што соработуваат со Собранието на Република Македонија. И во оваа прилика јас сакам да ги повикам повторно да се вклучат и да го следат донесувањето, односно начинот на предлагање, носење, текстот на новиот закон за урбанистичко планирање. Меѓутоа, не само овој закон, сакам да ги повикам да следат како власта ја злоупотребува скратената постапка и европското знаме, буквално, ајде да наречам, за 80% од законите кои што стигнуваат во Собранието. Се поставува прашањето зошто само по една година власта предводена од Социјалдемократскиот сојуз го менува повторно овој закон, менува 20 члена, и тоа можам да кажам дека го прави без никакво образложение за јавноста и овие измени ги пушта по скратена постапка. Почитувани колеги, почитуван министер, можам да кажам дека ваков закон не се носи на ваков начин. Еве да земеме во предвид дека новиот донесен закон по година и 3 месеци се видело дека можеби има некакви проблеми во имплементацијата, односно има своји аномалии. Меѓутоа, од контактите кои што ги имавме со фелата, од фелата која што ни се обрати, од невладините организации, можеме да кажеме, сигурно и до вас стасаа тие забелешки, дека овој закон кој што вие го предлагате има уште повеќе аномалии од актуелниот закон кој што денес е во сила. Затоа, почитуван председател, почитувани колеги, сметам дека овој закон треба да се повлече, во најмала рака да се доработи, да се вклучи стручната јавност и барем да се пушти по редовна постапка, заради тоа што се работи за исклучително важен закон за Република Македонија. Ќе
ми извините, почитувана колешке Морачани, меѓутоа вас лично сакам да ви се обратам и да ве замолам да не поддржите во нашиот предлог, токму заради тоа што при носењето на актуелниот предлог на закон со Дом имавме исти размислувања, работевме, тогаш член на Комисијата за транспорт и врски беше почитуваната колешка Лилјана Поповска, меѓутоа јас се надевам дека продолжува политиката на зелените во истиот правец и заради тоа сакам да предложам ова точка да се повлече од дневен ред. Сакам да напоменам дека ова мое барање го темелам и на барањата кои што до нас ги испратија за повлекување на точката представниците, односно невладините организации ОДВА, Охрид, СОС, 1, Фронт 21/42, меѓу кои и голем број на архитекти, односно лица од ФЕЛАТ. Затоа предлагам повлекување на оваа точка од дневен ред. Благодарам.